да си кажеме, со Горан Петрески. Добро утро, почитувани гледачи. Во ова издание на Да си кажеме имам чест и големо задоволство да му посакам добре дојде на еден од нашите најпознати телевизиски, театарски и филмски глумци, шоумен и водител, со еден збор жива актерска легенда Тони Михајловски. Тони, добро утро. Добро утро, Горан. Поведете во студиото седнете. Благодарам. Се познаваме одамна, но од респект кон публиката, дали да се пресираме или Те молам на ти. Ако може. за да биде по мислам дека спонтан и по-лежерен навистина момент. одамна се знаеме и сега би се чувствувал некако многу преофицијално, а вака ми е по некако Во топ. ред, благодарам на честа и на можноста. Ти благодарам и тебе на поканата. Еве, честитки за наградата. Благодарам, дека се Како- враќа зарно за убаво. Дај Боже. Како вовет, нели, 13 ноемвриска награда на градот Скопје за 2022 за специјални достигнувања во уметноста, односно за театарски и филмски остварувања. Да, во уметноста за се она што сум го постигнал во тој домен, а тоа е театарот и филмот, бидејќи нели со други уметности не се занимавам, освен уметноста на преживувањето, меѓутоа за тоа се уште нема награда инсталирано. За мене огромна чест, морам да кажам, после 34 години активно творење и живење во Скопје е еден доказ дека конечно сум скопјанец. Скопје одамна го доживувам како свое дома и одамна кажувам дека се враќам дома, дури кога ќе отидам во Куманово. Кога ќе тргнам за Скопје, велам си одам дома, што значи дека веќе е свртена работата на една друга страна. Доказ дека, мислам, и скопјани одамна се навикнуваат на кумановци, некаде најверојатно од 16-тиот век, од оној прв Карпош, кој е распнат доле на кејот на Вардар, кај камениот мост. Па да речеме дека кумановци имаат единствени населба со 4 дела, тоа е Карпош 1, 2, 3 и 4. И јас живеам во Карпош 2, мислам дека ми се наоѓа конкретно местото на живење, така да ја заокружив приказната на еден успешен кумановец. Ги спои на еден начин Скопје и кој е Куманово. потврден скопјанец, ете да речем. А и ти прилега наградата и убаво ти стои и така и како што кажа, ти значи Многу ми значи, Прилично. една од најдрагите покрај сите меѓународни награди што ги добив и домашни овдека за филм и театар, ова ми е, морам да признам, најдрагата награда, затоа што е доделено на од едно поинакво гледање, нели, од она што си го направил како целокупна слика од моето творење овдека 34 години во Скопје, а тоа не било малку. затоа велам сосема заслужено и можеби и не претера во на најавата како што те најавите закитив со повеќе епитети. Ти благодарам, јас секогаш сум скромен и гледам да ги оправдам епитетите, ако ти ги чувствуваш така, тогаш е вистина и баш ми е драго. Па не само ја, тоа е веројатно впечаток на поголемиот број гледачи и еве во нивно име, бидејќи те немаме видено одамна на интервју овде на медиумите во Македонија за жал. Како си? Како живееш? Дали си задоволен од животот, од постигнатото? Еве, награда како некаков репер за нешто што се случувало во изминатите години, меѓутоа, дали си задоволен самиот од себе? Па, секогаш може подобро. Задоволен сум, но не сум само бендисан. Секогаш пробам да се надградам себе си. Посебно нашата професија е таква што секогаш те изненадува и никогаш немаш еден рецепт за правење на работите, туку секогаш новата манџа што треба да се свари, условно речено, тоа е улогата, нели? Бара поинакви мироди да ставиш внатре и некако да го измешаш рецептот по некој друг редослед од тоа што си го правил претходно. Постојано гледам да се надградам себе си, да дополнам некои работи што ми недостасуваат, учам и јас се уште се водам по она, нели, дека знам дека ништо не знам и дека допрва треба да осознавам некои многу работи. Во глумата, како сакам да кажам, моето време допрва доаѓа, иако имам 55 години. Во оваа професија никогаш не знаеш кога ќе дојде вистинскиот момент, кога ќе блеснеш, кога ќе изгаснеш и тоа е некое како феникс, некој отприлика. Некогаш гориш за една улога, па после од сопствената пепел повторно воскреснуваш и растеш. Задоволен сум од она што ми се случува надвор од професијата, бидејќи тоа е најголемото задоволство. Тоа е семејството, децата, внуците, сопругата, блиските луѓе околу мене, кога сето тоа ќе го завршам, ќе го заокружам, испаѓам многу задоволен човек. Можеби единствено незадоволство ми е што сум многу оделен од дома и што дома овдека кај нас не ми се случува тоа што ми се случува надвор. Многу информации во еден одговор. Од внуците ги спомнавме, а тргна некако малку политички да ми го одговораш прашањето, иако добив впечаток, а и така напиша на социјалните мрежи дека на политиката и стави црта. Да.
Лани ова време беше кандидат за градоначелник на Куманово и од оваа перспектива, барем низ моите очи погледнато, среќа што не стана градоначелник на Куманово, бидејќи еве, како што велиш, зенитот на твојата кариера веројатно допрва не е дојден. Допрва почна да блескаш во соседна Србија, за жал не и дома, но еве ај за почеток стави црта на политиката, се збогува со неа за секогаш или привремено? Па за сега е за секогаш, но никогаш немој да кажеш никогаш, што не знаеш во животот. Така барем ме научија моите 55 години дека и карактерот може да се промени заради околностите. За политиката, за мојот ангажман, конкретно таа кандидатура за градоначелник на Куманово, обично ја коментира во една реченица: секој има право да испадне глуп еднаш на 4 години. Ако е тоа на 4 години, тогаш е тоа добар скор, меѓутоа ако е почесто, тогаш навистина нешто не е во ред со мене. Немав намера да се кандидирам како политичка функција, туку градоначалничката функција гледав како нешто што тој град кој што навистина го сакам, во кој што сум израснал, имам одлични спомени и се уште имам добри пријатели, го доживав како тешка провинција и црна дупка која сите ја заобиколуваат и не е ставена на мапата каде што заслужува да биде како еден прв град од границата на соседна Србија, нели? И сакав во градот во кој што се уште нема јавен тоалет, нема биоскоп, нема велосипедска патека, ете бар тие три работи да ги направам и да успеам да оставам нешто за генерациите кои ќе се раѓаат како кумановци, да имаат пристојно место на живење. Ништо друго, немав никакви политички аспирации да станам ја, да се промовирам себе си како градоначалник, бидејќи доволно сум промовиран како актер, нели? Како лик. Да. Може би загуби поради тоа што се чувствуваш како скопјанец, така кажа на почетокот, па и кумановци тоа го почувствува дека пулсираш во Скопје повеќе него отколку таму. Може би на следните избори се кандидираш за Карпош градоначалник. Дај Боже, јас сега сум скопјанец и по лична карта, и по све, и по наградава што ја добив. Може би ако некој препознае нешто и ако мене ми се допадне таа идеја да го направиме и Карпош пристојно место за живење, мада и вака не е лош, не можам да се пожелам. Кино Карпош едно време имавме, сега е кафуле. Да, сега е кафич, да. Добро, тоалет јавен не знам дали имаме во општината, меѓутоа па не знам, јас не сум сретнал, некаде се шетам низ општината, ама и тоа не сум сретнал, ама имаме велосипедски патек. Што ве разочара толку во политика? Велите секој има право да испадне глупав на ти. Да, на 4 години. Дали се враќаме на максимата на она славна и прочуена на Бранко Црвенковски: народот секогаш греши дури и кога е во право? Односно, народот секогаш е во право дури и кога греши, беше неговата. Мислеше на народот сгреши или ти сгреши? Кој сгреши? Не, мислам дека добро, јас грешив. Да, не требаше воопшто да влагам таму, бидејќи јас можам да простам лага, можам да простам дури и измама, меѓутоа она што не можам да го простам е предавството. Мислам дека на граница, сега која би дефинирал, дека таму во Куманово некој некого предаде и дека некој некого изманипулира и некој некого излажа на самиот почеток, односно во назнаките кога требаше, како требаше да се води таа борба, се кажуваше едно, а потоа се изреализираше нешто друго. Да преведам ја, се чувствуваш предаден од своите? Те употребија како... Мислам дека бев злоупотребен, бидејќи разликата кај нас, проблемот во Македонија е употребува и злоупотребува. Според мене на таа, еве да речем условно, раскараност на социјалдемократскиот сојуз, историска раскараност, кога они се поделија на два табора, едниот беше нели Максим Димитриевски, другиот беше Оливер Илиевски, мислам дека беше. Третиот требаше да искористи, меѓутоа третиот одлучи да игра во корист на еден од овие двајца раскарани. И тогаш... Затоа што така му рекоа? Па не знам, најверојатно. Веќе не се ни мешам во тоа, не сум во партијата, сум она што можам да кажеме само обичен член, симпатизер, тако сум од 90-тите години и тоа не го менувам. Тоа е мојата идеологија, не се срамам од неа, на крајот на криштата секој човек во животот треба да одбере страна, нели? И јас ја одбрав таа страна. Таму сум само обичен член, мирен сум, немам никакви функции, ослободен сум, како што напишав во политиката, година дена немам никакви коментари по повод било какво политичко случување во Македонија. Ме интересира семејството, пријателите, телевизијата ме интересира, театарот, филмот. Но како законно десничари натаму ти пречат абсурдите во македонското општество што се случуваат. Ме пречат и не можам, мислам, борбата си ја водам на поинаков начин и многу потивко и не толку експонирано, но таа борба останува во мене и никогаш нема да се смени. Ако се вратиме на разговорот за актерството, за професијата, по толку впечатливи и главни улоги и во филмовите, и тука е Трендафил или... Тука, да. Многу, едно, не знам, се примети дека најпознатите мемиња политички се случуваат со ликот од Балкан Кан и од Парада.
тоа двата лика што ги играм во Балкан Кан е Джанго Сапун, а во Парада е Азем. Си ги пример. Значи тоа се најпопуларните политички мемиња во последниве 5, 6, 7 години, што мене ми импонира. Морам да ти кажам искрено, затоа што ете си оставил некој трак кога ти цитираат реченица од филм, тоа значи дека и филмот е успешен и карактерот што си го одиграл навистина оставил впечаток. Апсолутно се согласувам, а прашањето кое би го надоврзал на ова е после се тоа, значи и оние театарски впечатливи улоги во кои за жал одамна не сме те виделе. Да, за жал и за моја жал, да. Така, што би сметал тогаш за неостварено ако зенитот на твојата кариера се уште не е постигнат? Па, Што ти недостига вака како за да го заокружиш тоа милена? Знаеш, можеби некоја улога што сум ја посакувал ќе ме остави незадоволен затоа што веќе и поминала, посебно улогите на љубовниците кои веќе ме поминаа со 55 години, не си веќе атрактивен, не можеш да го изиграш Ромео или некои познати такви ликови од драматургијата кои нели се ете така печат на некоја ајде условно кажана љубовџи. Се шегував нормално на почетокот дека мојот зенит доаѓа, јас сум веќе одамна во залезот, нели, полека влагаме во оние татковци, во улоги на татко, на дедо, на такви работи. За среќа во драматургијата ги има напишано, најверојатно кралот Лир во некое догрлтно време, некој ќе ме препознае во него или ќе ме повика да го поставиме на сцена, затоа реков зенитот, иначе јас сум во залезот на кариерата. Па добро, не звучеше нескромно и кога рече, бидејќи навистина е многу улоги во српските серии и во последниот период живееш практично на релација Скопје-Белград. Да. Куманово на овој твој Google Maps го нема некаде? Не. За жал, само фамилијата ми е попатно. таму и кога одам во Куманово ги посетувам само моите. Имам неколку другари со кои што ако успееме да се видиме, ќе се видиме, ако не успееме, здравие за следниот пат, следните 10 години најверојатно ќе се видиме. Меѓутоа Скопје Белград ми е последниве 5-6 години сум таму, а последнава година дена интензивно од февруари снимаме еден проект кој се вика Од јутра до сутра, тоа е теленовела која што оди на ТВ1. И некаде 290 епизоди се во прашање. Почнавме во февруари да ја снимаме, ќе се заврши во јануари 2023 и тоа ми е најдолгиот проект што сум го имал некогаш и од таа љубопитност некако ја прифатив улогата. Немав такво нешто во CV-то запишано до сега. Што улога играш во? Играм адвокат во една телевизија, приказната е за две телевизиски куќи кои што ги водат бивши сопружници, тема која што телевизиските луѓе ќе ги интересира, па они се борат за шерови, за рейтинзи, си местат, си подметнуваат, едниот му ги купува акциите на другиот. Современа приказна, динамична, современа приказна набиена. како денешна борба помеѓу две телевизии, помеѓу популарни личности и нивните приватни заврзлами кои што им се. Како се преведува од јутро до сутра? Не знам како би било, од утре до задутре. Не знам кај нас би било. Добро, минатата... Од утро до утре. Од утро до утре. Вајда. Од утро до утре. Замина од Македонија или си на привремена работа во Србија, бидејќи внесе забуна со еден твој пост на социјалните мрежи минатата година, односно годинава кога се пресели на привремен престој таму, бидејќи си секојдневно ангажмани, се снимаат секој ден. Да, таму сум со привремено престојувалиште или боравиште, како го викаат. Пријавен сум таму, нели, во полиција, бидејќи сум повеќе од што е дозволено таму. Не ти се напушта Македонија од патриотизам или? Па не, знаеш како, на времето, можеби во 90-тите години кога го снимивме Буре бар од филмот, имав некои понуди да бидам нагоре и нешто по-конкретно. Тогаш не ми се напушташе Македонија од она Ристо Шишковска диагноза дека сакам и на моите да им помогнам, кој човекот исто имал понуда, нели, да биде дел од некои белградски театри, меѓутоа решил да го дигне театрот во Македонија и да даде допринос во својата татковина, некако мене ме носеше таа убава мисла негова. Од тогаш па и јас решив од локал патриотизам да останам тука. Сега на овие години морам да признам дека размислувам да си заминам, затоа што политичките кловнови овдека навистина направија голем циркус од Македонија. И иднината на децата ме загрижува. За мојата повеќе не се секирам отколку што се секирам за иднината на моите деца. Предпоставам како и секој родител, нели, тоа му е основната грижа. Стравот ми е поголем сега, неизвестноста да заминам, но пак ќе кажам, таа желба на моите деца да им пружам подобра иднина некако ми дава храброст. Во дилема сум се уште, дали да заминам од овдека за стално или да се вратам, да се
избориме и ова место, ова парче земја да го направиме Пристојно место за живот. А ако од оваа перспектива погледнеш, се каеш за што не замина тогаш, бидејќи можеби досега ќе, ако заминеше во белградско позориште, можеби ќе го одиграше Ромео или ќе станеше кралот Лир досега, или? Па можеби досега ќе има и поголемо CV и театарско и филмско позади себе, бидејќи тоа ќе беа досега едно 30 на години поминати таму. Меѓутоа, знаеш како, не се каам толку, пробам тоа да го научам, да го примам како лекција, сите своји грешки во животот да ги доживам не како грешки, туку како лекција, за да извлечам поука од нив и да им ја пренесам таа поука на моите деца колку толку да ги спасам од слични грешки. И Кусо, само дали се каеш од оваа перспектива што не победи во трката за градоначелник? Види, не изгубив јас. Јас повторно продолжувам со мојата кариера. Изгуби, најверојатно, градот изгуби шанса да добие кино, да добие улици, да добие булевари, да добие, не знам, градски тоалет, да добие пристојно место театар, да добие многу други работи. Мислам дека повеќе изгуби градот со тоа што победи опцијата која што 30 години му го прави тоа што му го прави на Куманово, бар мала промена, отколку јас. Јас сум повторно тоа што сум. Добро, таа привилегија да живееш и да работиш во Белград ти овозможува да ја погледнеш Македонија и од дистанца, од една блиска дистанца, меѓутоа ете и да правиш паралела на состојбите тука и таму. Велиш, политичарите од нашава земја направија некоја гротеска, некоја смешно место за живење или жално место за живење. Како е да се живее во Србија? Дали се таму луѓето задоволни, бидејќи овде ние добиваме различни информации во однос на тоа како се живее во Србија? Па види, тешко дека луѓето некогаш ќе бидат задоволни. Дури кај нас, например, претходното време кое што беше навистина подобро од ова време за живење, се уште го нарекуваат режим, исто постојат таму луѓе кои се незадоволни и тоа е нормално според мене. Кога би зборувале за нашата професија, таму се случува ренесанса. Па и во други многу професии сигурно се случува ренесанса и се гледаат, не знам, и економските и политичките придобивки на ова владење. Има и незадоволни и задоволни. Постојат и оние кои би го промениле овој начин на живење во Србија и ова раководство, а постојат па на изборите приметуваме дека повеќето се задоволни. Што од друга страна, кога би го споределе овдека со нас, ние сме во некоја сива зона. Ние сме и задоволни и незадоволни, ама некако слабо реагираме по тоа. Таму луѓето се поконкретни во превземањето на чекори кога не се согласуваат со нешто и од она што не патат таму, колку и да не се согласуваат со сегашната власт, нема политичка одмазда во културата. Мои колеги кои се еклатантно против оваа власт, против Александар Вучич, повторно се ангажирани, повторно играат во филмови и во серии, додека кај нас знаеш, ако завземеш една страна, тогаш си маргинализиран, тогаш си отсечен. Тоа е некоја големина која се гледа во. Веројатно таму глумците не од твој ранг, калибар не размислуваат да се заминат некаде. Па во странство бидејќи се доволно ангажирани дома. Сега зборувам за баш првенците на како што си ти првенец на матичниот на македонскиот народ. Да, има луѓе кои си заминале, меѓутоа затоа што одат на повисок левел, нели, одат на повисоко ниво. Не е дека се незадоволни од дома бидејќи се преангажирани дома, меѓутоа има колеги кои решиле се спакувале, отишле за Америка бидејќи сакаат таму да ја пробаат својата кариера, а CV-то кое што го носат од дома, од Белград, пак доволно ги етаблира таму да бидат приметени веќе во самото доаѓање. Но и тие што се заминуваат, знаеш како Сергеј Трифуновиќ има една убава реченица, вика се уморив од кастинзи кај што треба да играм руси, балканци и слични работи. Никогаш нема да изиграш американец. Така. Меѓутоа има луѓе кои успеа, отидоа таму и се инсталираат. Од Македонија веројатно е поголем бројот на луѓе кои сакаат да заминат. Впрочем и председателот рече да не били тоа. Видиш, тоа е показател кога првиот човек нели на државата кажува дека би си заминал, што останало за другите. Така и затоа е искрен твојот одговор дека и ти можеби. Јас ти викам дори на 50 години, 55 години додуше сега размислувам да заминам и да не знам во некаја како некој спас би го гледал тоа. Кој е рецептот што не го применува Македонија? Едноставен, во Србија се снимаат толку многу серии и филмови, веројатно знаеш и бројка поточна, да ни кажеш колку проекти се. Мислам дека во моментов, до моментов она што јас го знам е 46 проекти се нешто завршени, некои се снимаат, вкупната бројка е 46. Сигурен сум дека во меѓувреме таа бројка и пораснала. Колку тоа се серии, колку тоа се филмови,
точно не знам, повеќето се серии бидејќи се звртени на таа продукција, телевизијата е во голем подем таму и мислам дека е едноставен рецептот. Мобилните оператори одвојуваат од своите буџети годишно, инвестирајќи во телевизиите и стануваат малтене продуценти на тие серии. Државната лотарија, мислам дека учествува во тоа исто со одреден буџет и имаат оној интересен закон колку ќе вложиш во културата, толку да ти се одбие од данокот на додадено ДДВ-то. Значи, ако вложите милион во филм, не плаќате милион евра ДДВ, што е добар буст за културата. Кај нас мислам дека само во спортот го има тоа. За жал оправдувањето е дека многу малверзации и криминал би се правело нели со наперење пари и враќање на тие пари на оние што ги дава, меѓутоа Како тоа го контролираат србите? Па сигурно со добар систем, со добра држава и тоа се контролира. Не можеш да го спречиш, но барем да го држиш под контрола. Така. Да, многу од тие серии кои се снимаат во Србија, имавме ние можност и задоволство да им ги презентираме на нашите гледачи. На Телма се емитуваа од Тајкун до Единствен излез, Да. Клан, сега оди Беса, Така, вие сте Калкански најфреквентно кругови. ги емитувате, мислам дека не може би постои некоја друга телевизија, но кај вас тоа е навистина. Така, нас е премиерно и потоа Да, ги да. дел од нив репризираме, дел имаме во најава. Впечатлива улога во Тајкун, еден од тајкуните со Да. Гело Грлич заедно и во Црна свадба, Црна свадба, еден излаз. Единствен излаз началник Да, имам една авионџие, таа некако овдека уште не на БДВС2 се емитува. Тоа е еден ситком што направи 7 сезони. Значи 7 сезони по 40, како има 280 епизоди од прилика се снимија. По половина час тоа се некакви интересни приказни од ЈАТ, Југословенски авиотранспорт, еден бивши персер, односно стюард, нели, ги има раскажано на продукцијата како вистински случаи и тие се снимаат. Тоа е еден ситком кој овде не е забележан се уште, но и тоа е нешто што го запиша во CV-то. Одлична, интересна екипа, убави приказни. Како ти оди со српскиот јазик, веќе почна да размислуваш на српски или се уште Не, јас ти е? се уште размислам на кумановски, што е најтрагично. Па го преведуваш? Да. Српскиот па се подобар и подобар, морам да признам, уште се мафтам понекогаш со акцентите, мислам си треба повеќе време за тоа. Имам дилема за некои зборови како би требало да се изговорат, каде е акцентот. Ми изненадува кога ќе дознам дека понекогаш дури личи на македонскиот со акцентот, затоа што ние упорно бараме да се разликува, нели? Меѓутоа со овие ЧДЖ, тие се снајдовме, веќе пробаме, вежбаме, тренираме, имаме лицева гимнастика. Зборуваш српски или белградски? Белградски. Српски зборувам. Да, белградскиот не можам, мислам, тоа е треба малце повеќе време да влезеш. Он е сличен као скопскиот дијалект, таа развлеченост некоја што ја има. Она што можам да кажам е дека јужњачкиот ми се приметува, како Тома Фило, отприлика да зборам српски. Значи, кај идеја ќе дојде денот кога ќе добиеш понуда од Холивуд за да играш некој србин, односно да. русин. Како? Да, русин, србин, знаеш што кај мене тоа иде. Турчин, албанец, многу ретко македонец. Тони, по се што помина, имаше и твое шоу телевизиско, многу театарски улоги, рековме, многу филмски, познати онака што се репродуцираат редовно кога станува збори, се користат и во политика и во сите општествени сфери, улоги. Што од оваа перспектива, велиш 55 години, семејство големо зад себе, внуци, по се што помина и на овој и на оној план, би му порачал на Тони од пред 15 на години, например, ако можеш да го вратиш времето, мислам дека и ти самиот на социјалните мрежи постави две врати, една црвена, една сина, едната беше 10 милиони долари, другата можност да се вратиш во времето и да не ги повториш истите грешки. Грешки, да. Што не би повторил ако се вратиме сега во 2010 например? Види, сигурно дека една работа не би ја направил, тоа не би дал отказ во театарот. Тогаш кога дадов отказ. И тоа е многу порано пред 2010-та, тоа е некаде 97 година. Таму би се вратил, бидејќи тогаш мислев дека неправдите во институцијата можеш да ги победиш само од надвор, дека внатре те заклучува, те затвара и постои опасност да почнеш да играш мала плата. Кога глумецот ќе почне да ја покажува малата плата на сцена, тогаш престанува да биде креативен. Тоа ме уплаши некако и тогаш дадов отказ, меѓутоа сватив дека тоа не е така, дека треба да останеш во институцијата, да останеш да бидеш внатре, ако сакаш да ги промениш работите на подобро. Тоа не би го направил, инаку сите други грешки би ги направил уште по 3 пати. Ако се тоа грешки, па ќе ти кажам ги доживувам како лекции и од нив многу имам научено. Не е дека не сум ги повторил, горам пак,
Меѓутоа, нели, понекогаш повторувањето е па мајка на знаењето, можеби заради тоа сум ги повторувал. Нема нешто заради што многу се каам, освен тој момент дека себе си се ампутирав од она што ми е основа и она што најмногу го сакам во животот. Инаку, најголемата кандидатура и единствена што имам поднесено е кандидатурата за човек. Уште не ми е усвоена, не ми е верификувано, нели, тоа за жал се добива на крајот од животот. Се надевам дека ќе успеам да ја оправдам таа кандидатура, се трудам да бидам обичен човек цел живот. Не се трудам да бидам некој посебен, некој што ќе се разликува од другите по секоја цена, не. Се трудам да бидам обичен човек и мојата кандидатура за човек се уште е најактивна и таа се надевам дека ќе ја завршам како што треба. Секоја чест за тоа, но сепак овде уживаш одреден статус на звезда, бидејќи си популарен и те познаваат луѓето. Те запираат на улица во Македонија, дали ти се случува да те препознаат на улица и во Белград? Да, имам еден интересен податок, сега малце ќе го избегнам последниот збор. Ме препознаваат луѓе и на улица во Србија, се сликаат исто. Не е толку фреквентно можеби како овдека, бидејќи тоа е подинамичен град, многу брзо се живее, но едно мало ромче, девојче кое што има и таму, нели, просат, одат од маса, продаваат паломи. Седиме со жената и со помалиот син во Снежана на Кнез Михајлова, ручаме и ми доаѓа тоа девојчето да продаде нешто и ми кажа да куп и ме гледа. Јао, ти си онај глумац, ти онака. Те познат некој улога? Ме позна сега 9-10 годишно девојче, ромче на улица кое што можеби не знам колку гледа телевизија, кога ме позна и на жена ми се сврти и реков, сега знам дека навистина сум популарен и дека ме знаат повеќето луѓе во Србија. Да, постои тоа таму си ги третираат звездите на исто убав начин како и овдека народот овдека секогаш е убаво расположен кон своите познати личности. Така и додека како што велиш, приватно си реализиран и најмногу време сакаш да му посветиш на семејството и си релативно млад дедо, со 55 години си дедо. Јас со 50 станав дедо. А со 50? 50, бидејќи Матео наполни 5 години. Родени сме во исти месец, со тоа што он е лав, јас сум рак, јулски деца сме. Прекрасно чувство, тоа е некој, како се вика, повисоко ниво на љубов, на достигнување. Едноставно, знаеш, гледаш дека продолжува нешто, се надевам дека ќе биде или глумец или режисер. Каков дедо, таков внук. Па сега, дај Боже, нема да е, се надевам нема да е лошо. Точно е она што го дебатираат многумина кога ќе дојдат во една возраст од животот, во едно доба. Дали се сака повеќе сопственото дете или сопственото внуче? Нема тука мерило за љубовта. Љубовта е енормна и кон моите деца и кон моето. Го сакам како свое дете, што е доволно голема љубов. Да, можеби по да си заштитнички кон него, па заради тоа што на своето дете му викаше и немој така со него, биди внимателен, тука да е некое повисоко ниво. Меѓутоа во интензитет иста љубов веројатно, меѓутоа малку поразлична. Подеднакво иста, малку поразлична. Значи интензитетот на љубовта е максимален, тука нема бескрајна е, ултимативна, она како се вика, само начинот е поразличен, можеби повеќе те топи таа љубов, бидејќи не знам како старе стануваш поемотивен, или е тоа до диазепамот, или е до годините. Добро и додека професионалниот мир и задоволство си го наоѓаш на сцената во Белград, за жал, како што рековме. Во Скопје, во матичната куќа, немаш представи подолго време. Замрзнат си, под ембарго си, заради тоа што си десничар, или некој ти се свети политички, или пак едноставно не те забележува дека... Види, кај нас е пракса да се свети тоа политички, така да човек може сосема со право да си помисли дека некој тоа намерно го прави. Едноставно не ме кастираат во представите. Од која причина е тоа, сепак би оставил на нив. Меѓутоа, во моментов гледам дека се протажираат повеќе уметници, условно кажам, кои се на левата страна од политиката, што режисери, што актери. На крајот на криштата самиот Владо Лазовски, кој што не знам дали е се уште таму во колега од Театарот за деца и младинци, се извинувам што спомнувам имиња, меѓутоа јас сум секојаш таков, самиот излезе и кажа дека треба да им се сосечат крилата на оние кои што, нели, беа поддржувачи на 27-ми, беа поддржувачи на ВМРО, конкретно он против еден наш колега беше многу насочен и наапан, онака да му се одмаздува. Кога ќе видам дека тие колеги кои што сме биле на десната страна сме маргинализирани, не сум единствен. Но дел од нив пак се ангажирани во телевизиски проекти и во други улоги, ги гледам, а тебе не. Па не знам, јас навистина не можам и да набројам премногу телевизиски проекти, Горан, кај нас мислам дека се снима само Преспав.
Има уште некои помали или Добро, Зоки Поки се сними нешто се сними, заврши тоа за жал. Да, се заврши. Сега имаме, нели, како се вика, нус продукт од Преспав, ова куќен притвор, но тоа е на некој начин... Добро, се снимаат филмови во меѓувреме, се сними Снежана на крајот умира, се сними уште некои телевизиски проекти. Да, мислам, Тебе филмовите се некако... во последен филм си Стела, колку што... Да, во последен филм сум во Стела и ме викнаа за Снежана, го позајмив гласот на Веце Шолјата кај Кристијан Ристевски. значи сепак ти дадо улога. Не е улога тоа, гласовите ги позајмија Таска Балабанова, Димче Мешковски, Божо Софрониевски. Ја синхронизираше Шолјата. Да, јас синхронизирав Шолјата. Но благодарам и на таа понуда за добра свиња, нема лоша помија, викаат во нашата професија. Добро, и додека играш успешно во Белград, во многу телевизиски серии и во филмови, а приватниот мир и задоволство си го наоѓаш во семејството, како што речи, и се бориш да ја оправдаш онаа улога, односно да го заслужиш епитетот човек, нели, кој и го чекаш сертификатот за тоа кој ќе дојде. Тој сертификат ќе го земат моите наследници, ја нема да го добијам, да. Нека биде што подалеку. Како се снаоѓаш во услови кога си дома вака привремено на одмор или да земеш некоја награда, во услови кога на сцената кај нас доминира шунт, доминира едно безобразие, една дрскост, едно нечовештво во се поголеми дози? Па го игнорираш тоа, бидејќи пак ќе кажам, тука не можеш ништо да промениш, не си ти тој што влијае, не си ти тој што го наметнува тоа, постојат луѓе кои го креираат тоа, нели? Едноставно не сакам да влегувам во нешто што не е што мене би ми одземало време, би ме оттргнало од уметноста. Јас и подолго време не сум тука, еве година дена не сум тука. Таа некоја дистанца можеби ми дала некоја смиреност да ги прифатам работите, знаејќи дека кога тогаш ќе заврши. Нема нешто што не завршило, нели? Нема вечна власт, не постои вечна идеологија, све може да се промени и се надевам дека и ова што сега се наметнува и се протажира, како што и самиот рече, некој шунт, некоја одмаздолюбивост, некоја маргинализирање. Па не е тоа само последниве години, тоа е одлика подолго време, подолг период и за жал станува се полошо. Па добро, да, меѓутоа очигледно тоа е изборот на народот. Ако народот го гледа, тоа значи му се допаѓа. Тоа не мора, нели како што рековме на почетокот, кој што рече познатиот БЦ, народот е во право дури и кога греши. Ако на народот му се допаѓа нешто што не зборував само политички. Да не, буквално ова мислам во доменот на уметноста. Значи ако тоа ги полни салите, јас и ти можеме да не се согласуваме со тоа и да кажуваме дека тоа е шум, дека е тоа кич, дека е тоа за никаде, меѓутоа тоа ги полни салите и тоа народот го возбудува, народот доаѓа, плаќа карта за тоа или седи пред екраните. Јас и ти можеме само да продолжиме да си ги тераме нашите работи, така како што ние ги доживуваме и да чекаме тие што нас не гледаат да бидат задоволени. Возот оди за еден, велат во нашата професија. Се дур постои еден човек што ја гледа оваа твоја емисија, овој воз треба да оди. Така е. Бидејќи е вреден тој еден човек, така? Ќе добие ли Македонија, ќе успее ли да изгради Скопски технолошки парк, проект за кој застана не само ти, познатите актери, туку голем број на светски звучни актерски имиња. Така, има и многу домашни кои што не се напишани во списокот кои што го дада поддршката за тоа. Искрено се надевам дека Скопје Технолоџи парк ќе го види светлото на денот, дека тие филмски студија, тие музички студија и тој технолошки дел од тоа ќе се направи. За жал, многу луѓе го третираат тоа како real estate инвестиција, меѓутоа тоа е стратешка инвестиција. Ако една фабрика за канабис од 2,5 хектара добила статус на стратешка инвестиција, тогаш еден ваков проект кој што ќе го промени регионот, ќе ја промени Македонија, ќе не мапира во светот на културата, музиката и технологијата, подитно треба да добие статус на стратешка инвестиција. Се надевам дека жешките глави ќе се изладат таму, дека канџите на орлите кои сакаат од секое парче месо да го закачат најубавото, дека ќе ги повлечат и дека ќе го пуштат ова, бидејќи ова ќе смени сликата и во регионот. Македонија ќе се мапира навистина на една друга мапа, кај нас културата, филмот, музиката и технологијата ќе дојдат на она ниво на кое што би можеле да придонесат за развој. Да не збориме за економскиот бенефит од тој проект, мислам би требале навистина цела емисија, па можеби повеќе да се посвети на тоа. Телма ја третираше таа тема и мислам дека сте едни од ретките медиуми кои што препознава во тоа некој голем напредок и бенефит за Македонија. За крај ќе ни кажеш некој белградски виц адаптиран на кумановски куса многу? Нешто што е ново во Белград што не стасало се уште? Не, па не знам дали го знаеш овој двајца, ајде условно ќе кажеме кумановци, еве пошто да го адаптираме. Двајца кумановци седат на Титаник
Може два ќе ти кажам, извини. Двајца комановци седат на Титаник и едниот му даѓа на другиот вика: "Брате, брод тоне, брод тоне." А овој другиот мртов му ваде му вика: "Деве, на татка ти да не е." и тројца комановци зборат, едниот вика: "Ми наше дете го запишамо на карате." Тој другиот вика: "Ми на бокс го носимо." А тој третиот ќути вика: "А ти?" "Ми наше сами си го тепамо по дома." Тони, ти благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма утро. Се надевам дека беве многу интересни за гледачите. Гледачите ќе кажат, Така не е. е наше, ние наше е да направиме, они ќе пресудат. Ти посакувам многу улоги и успешни остварувања и многу време за семејството и за внучето особено. Исто јас тебе успешни емисии, мислам тоа што го правиш супер. Продолжи само така, Ти јас ќе благодарам. продолжам, ќе се надевам, ќе се сретнеме пак. Се надевам јас. Секогаш ти благодарам на можноста. Благодарам. Почитувани гледачи, останете со нас, продолжуваме со редовните содржини во утринската програма на Телма.